ова видео порака ќе ги отвориме картите. Поотворен и понароден говор и поискрен не сте слушнале досега, а и нема да слушнете. Затоа што сакам да ме разберете. Оно што вие го знаете и молчите, ние во христијанско братство јавно го зборуваме. Затоа што наша партија е Македонија, наша вера е православна и наш сон е обединета Македонија. Ќе започнам многу едноставно. На некој ќе му се допадне тоа што ќе го речам, на некој нема, а на тој што нема да му се допадне тоа што ќе го речам искрено речено, баш ме заболе. Ќе започнам со прашањето кој е крив? Крив е единствено македонскиот народ кој живее во Македонија или надвор од неа. Македонија е пред распаѓање денес, сартисана од сите страни. Жално и трагично е што се знаеме и свесно молчевме и молчиме за криминалите во овие 28 години од осамостувањето на Македонија. Немој некој да рекол дека не знел или не слушал. Што се случуваше и случува во Македонија денес? Ако некој така се изјаснил или сега така помислил, да му е се живо што има во фамилија. Знаевме за растурањето на Југославија и помогнавме да се растури со Циле. Знаевме за криминалите на Бранко и СДСМ во минатото. Знаевме за криминалите на Љупче од ДПМН и понатаму молчевме. Знаевме за убиствата на Али Ахмети 2001 година и криминалите на Туј и молчиме и понатаму. Знаеме за криминалите на Никола и ДПМН, за додуша за нив и невозможи да слушнеме преку бомбите и молчиме. Некој од страв, а некој затоа што каснал од тортата. Знаеме кој ги намести да влезат во собрание. Мислам на тој малиот што беше во Виена. Знаеме за стиропор градбите и набиените тендери. Слушнавме за местенките, за убиствата. Немој некој да рече дека не знел или не слуша. За каков профил на политичари говор? Пазете се. Прво Никола. За 11 години на власт. Што направи бе човек? Беше крал во Македонија. Правеше што сакаше, крадеше колку сакаше. Беше се живо во државава што одеше. На избори бараше 63 пратеници, ти овозможи. Бараше неприкосновена власт и таа ја доби. Да на крајот се предадеш како страшливец и сето тоа да падне врз грбот на патриотите од ДПМН. Мислам на вистинските ВМРО-вци. Тоа беа твои момци кои неприкосновено стоја зад тебе идејни и нојче. Твоите момци од македонските патриотски здруженија, што ги формиравте со цел да ја спасите ДПМН и тебе лично од затвор. Да расчистиме нешто, ајде јавно. Сите мисле дека јас сум ДПМН. Не. Мојата партија е Македонија. Јавно говорам дека јас сум ВМРО, како и секој македонец, но не сум ДПМН. Што направивте, Никола? Ти и твоите пајтажи ги ебавте најсветите 4 букви од нашата историја. Да ти е срам денес да ги изговориш. Да ти е срам да речеш ВМРО. Но денес, за твоја среќа, а наша несреќа во Македонија, нема правда за таквите како тебе. Затоа што еднорочиште јавното обвинител ќе добие пролив, вториот пат ќе добие менструација иако е маж, нема врска, ќе крвари улош како треба ќе му стават, ќе носи. Сакам да ти кажам да уживаш. Кај да е за едно 30 години ќе заврши процесов, така наречено СЈО. Теме се почнувало со Т. Абе СЈО. Народот го интересира дали некогаш воопшто ќе завршат и како ќе завршат овие процеси, а не како ќе започнат. Второ, профил на политичар Зоран Заев. Иста тапија. И за него не важат законите. Вие сте пренад законите. Близнаци да бевте малку ќе се разликувавте. Како една мајка пред да ве родила, копија на копија. Абе Заев, се со сила и со зорѓа тераш работа. Само едно што вети до сега одржа. Вети дека живи луѓе ќе јадеш. И си стоиш на збор, Бога ми браво, го еба македонскиот народ за 24 часа. Сон не го фаќа. Тврдам, а и сигурен сум, дека премиер да беше Зијадин Села, немаше олку да го дупи македонскиот народ. Ја претера, бе, брат. Недодирлив и незапирлив си човек. Добри жити, мајка, не можеме да те пратиме, не збудали. Абе, не знаеме ги тераме, човек. Хитлер, вода може да ти носи за геноцид на народ.
Сталин гроб се превртува, како може чистки да се прават? Ги очисте патриоти, бе, без пардон, бе. Терористи, бе, брат, ну, 10 години, цар си, бе, брат. Гази! 600 криминалци ги пушти од затвор. Тама сега 600 македонски патриоти да ги напикат в затвор. И рад ќе бидеш, 10 години за тероризам. Рад ќе бидеш, уживај. Ама ако постои за 10 години Македонија. Замисли, бе, турците 550 години. Човек, ни го зачува името и верата до некаде. Ти за една година се поеба, брат. И што е најжално, муване тела си. И да си тераш кај да си немаш. Ваков плашлив народ, без патриотизам за својата татковина и воопшто за се. Немам видено, терај, брат, гази. Што сакаш, брат? Важно. За телевизија не плаќат. Ото. Ако се друго што се покачи, нема врска, така, брат. Едно тебе, едно на вечер. Терај си, брат. Мудро и полеко. Не се секне. Глуп народ, верно. Терај. Трето за митизиве што се пред собрание. Или кади да се организираат, речи кој да ги организира, се едно е. На било кој митинг, едва и 500 луѓе, од кои 400 се пензионери. Тие душички наместо да уживаат во пензијата, ќе ја бранат Македонија. Оф, моли мајко! Најголема заработувачка има аптеката покрај собрани. Млади, 50-тина, со мобилните и снимаат, мислиш на концерт сете, па пренесуваат еуфоријата од митингот. Затоа ние, христијанско братство, не излегуваме на митинг. Ако еден ден излезем, верувајте дека некаде и ќе влезем, но не на кафе, ви гарантирам. Прашањето беше кој е крив? Ние, македонскиот народ, што ве гласа вас корумпирани политичари и покрај сето тоа што знаеме дека сте најрасипани од луѓе. Ние, македонците, што ви дозволуваме и понатаму да не ебете во здрав разум. Ние, македонците, што молчиме и покрај се што знаеме за вашите криминали. Ние, македонците, што не сме сплотени и обединети кога се работи за македонска кауза. Ние, македонците, кои што сме полни со злоба и завист, полни со суета, зошто тоа не јас. Христијанско братство се обиде да направи состанок за сплотување и обединување. Се што успеав е само што запознав еден крст прекрасни луѓе. И дебела сметка што и ден денеска ја немам платено. Ќе ме запрашате, па дали го знам спасот од оваа ситуација? Да, но може би касно, но може би не. Сега ќе ве замолам убаво да ме пратите. Например, 1,5 милион македонци се во Македонија и уште 5 милиони раселени. Бог знае каде се, не има ни светов. Замислете, еднаш месечно, на некоја сметка, да одвојуваме само по едно мочено евро. Тоа се 5 милиони евра. 1 милион да одвојуваме за болни лица. 1 милион за социјално загрозени. 1 милион за опожарени куќи. 1 милион за домови каде што живеат деца без родители. И 1 милион за патриотски организации. Сега че имавме право да збориме и да бараме од тие здруженија да ги оправдаат средствата. Сега поинаку че размислувавме, поинаку че реагиравме. Че имавме пари за реквизити и за луѓе и за се. А бидејќи ништо не сме дали, немаме право и да бараме од нив. За оваа ситуација во овој момент, во кој се наоѓа Македонија, 1 милион евра расподелени на, например, 20 патриотски организации по 100 луѓе. Тоа се 2000 патриоти вооружени и спремни за својата татковина. Не зборувам за војска ни полиција. Во овој момент, тие 2000 патриоти спремни и решителни вооружени до заби, ќе го думнеа собранието со сепратеници и предавници. Но не, ние не. Водиме друга политика. Јаки сме на Фейсбук, во кафани и бирти. Борбата да се водеше тамо, на интернет. Сигурно сила ќе бевме во светов. И дали сега ви стана јасно кој е крив и кој е крив за све денес? Ние, македонскиот народ. Така е започна пораката. Кој е крив? Сега вие размислете. Господе ќе благослови Македонија и македонскиот народ. Амин.